Добро вечер, здраво на Токен Падок заедницата. Добро дојдовте на нашиот трет крипто подкаст со Даре. Тука сме да избаруваме за најактуелни теми за моменталните случувања околу крипто светот, светската економија, регулативи, крипто портфолио, модел и така натаму. Првин Даре, добре дојде на овај крипто подкаст број 3 и добре дојде на твојот, односно на целиот YouTube канал Токен Падок од цела заедница. Фала ти, Оли, за најавата. Да ги поздравиме сите наши гледачи, да ги поздравиме сите наши следбеници на Токен Падок и односно нашата заедница. Поздрав до сите и се надевам дека ќе им се допадне и овај трет подкаст поред што го правиме. И така да може да продолжиме, Оли. Повели сега да навлеземе во темите сега. Како е организација за вечерва? Што организира за вечерва, Оли? Кои се прашањата што треба да ги обработуваме? Супер, јас си направив малце некој концепт, да знам како се движам. Се надевам дека фристайл ти ќе можеш да одговориш на повеќето прашања или на сите нормално. Вака за почеток, мислам дека најдобро е да започнеме со моменталната состојба на целата економија, на светската економија. Видов пред неколку дена имаше постирано и на Твитера и на Фејсбук кај тебе, односно репостирано пост од лани, кај што имаше објавено дека ќе има рецесија и покрај тоа што многу економисти кажуваат дека нема да биде оваа година со рецесија, имаше предвидено како ќе се движи светската економија. Па еве прашање, кои ти беа критериумите, односно како предвиде дека ќе има оваа година рецесија и како на некој начин ја предвие цела оваа година како ќе се движи економијата? Да. Интересен повед. Убаво ти текнало. Мило ми е што си ја приметил таа објава. Јас да те потсетам, Оли, уште во 2021 година крајот, кажав уште тогаш дека очекувам да има инфлација во 2022 година. Дека ќе има висока инфлација, глобална инфлација. Значи не само да биде на локално ниво во одредена држава. И исто така, во тој даден момент, сите тврдеа дека нема шанси такво нешто да се случи, дека нема да има висока инфлација, дури некој вика дека воопшто нема да има инфлација. Во 2021 крајот јас ја предвидов инфлацијата во 2022. Во 2022 предчинам дека беше, мислам дека беше мај или април лани во 2022, каде што ја предвидов ова рецесија за во 2023 година. Имав и интервју исто така и на Вечер, нашиот вестник Вечер. Исто и во Вечер кажав дека очекувам рецесија во 23-та, тоест ова година. Така да рецесијата ние веќе ја гледаме. Како е предвидов на прашањето твое? Значи, самата економија има одредени движења, има одредени циклуси. И кога идеме во една ситуација каде што повеќето држави, најсилните економии пред се, значи кога идат тие во една таква ситуација на висока инфлација, нормално е дека после таа инфлација, ако не се запре и ако не се намали што побрзо, нормално е дека централните банки ќе преземат одредени мерки, односно качување на каматни ставки. И тоа сценарио јас сум доволно возрастен и добро се сеќавам на сценарието во 2007. Имавме нешто слично сценарио, би рекол, но меѓутоа овде е малку поинаку и ќе
и ќе навлезам и за тоа зошто е поинаку, но меѓутоа мене ми беше јасно во една таква ситуација каде што има висока инфлација во високо развиени држави, силни економии, јасно беше дека ќе дојде и до тој момент каде што ќе имаме рецесија. Затоа што во економијата кога се случуваат едни вакви појави, пример на висока инфлација, мора да се случи рецесија или народски кажано катарза, прочистување, за да може да се опорави економијата и после да почне од почеток. Ако не, во тој случај државите, властите, централните банки ризикуваат хиперинфлација. Значи, тоа не сака никој да му се случи, мада имавме во доста држави што се случи и хиперинфлација, се случи и банкрот на држави, исто и тоа го предвидов во моето интервју во вечер, имав и на локално исто така за тоа предвидување дека ќе има и доста држави што ќе буквално ќе банкротираат. И така да и тоа се случи и во тој даден момент не беше воопшто тешко за мене, затоа што да се навратиме малку поназад, за време на ковид кризата продукцијата се намали, а производството на пари, принтањето на пари, испуштање во промет на што повеќе пари се зголемуваше. Значи ги знаеме тие посебно во западните држави како луѓето има помош за ковид и така натака. И тоа дефинитивно јас знаев дека ќе дојде моментот каде што една таква недомаќинска економска политика дека ќе си го земе данокот. Така да за мене не беше воопшто тешко да го предвидам тоа, гледајќи ги овие сите овие работи. Да, нормално. Имаше дури податок дека во 2020 година се испечатија 50% од сите долари кои што се во оптек. И од се тоа што каже претходно што гледаме дека циклично се повторуваат некои работи во економијата. На кратко, дали можеш наједноставно да не објасниш што значи рецесија? Бидејќи многу од луѓето го слушаат тој збор, мито не му е јасно. Наједноставно, најпросто. Да. Вака народски да разбериме рецесијата е нешто каде што едноставно, да речеме, имаме едно возило и тоа возило веќе моторот не може да се движи, нема таа енергија, возилото го нема тој полет, така да народски тоа би значело, значи рецесија. Значи кога едноставно се намалува брзината на растот, брзината на економијата, на производството, на сите тие работи и тоа би дошло така вака да речам најпластично да го објаснам, значи тоа би било рецесија. Сега за рецесијата има доста индикатори што јас тогаш ги приметив и затоа тврдев дека ќе има рецесија. Значи прво забавување на БДП. Значи кога се забавува растот на БДП, затоа што таа е главна мерка на бруто домашен производ на секоја држава за да види како е економијата. И исто така се мери како уште еден индикатор е real GDP, реален БДП, односно колку државата произведува минус целиот увоз што го прави. И исто тука имаше доста забавување, исто така имаше во рецесија како индикатор за да се утврди дека има рецесија, исто така стапката на вработеност се намалува, инвестиции во бизниси драстично се намалуваат инвестициите во бизниси, акциите исто така се одличен индикатор за да видиме ние како се движи економијата, затоа што акциите представуваат еден од најголемите финансиски пазари, втор финансиски пазар после врзниците. За тие што не знаат да прецизирам, врзници е купување на државен долг. Тоа е врзници, накратко кажано. Така да, кога ги гледаме акциите, гледаме дека веќе скоро 2 години акциите одат во надолен тренд. Така да тоа е еден добар знак дека има рецесија. Инаку во традиционалната економија, јас Оли сум учил и за традиционална економија, сум учил и за австријска економија,
таа е малку поразлична. Во некоја друга прилика ќе зборуваме и за тоа. Али накратко кажано, во традиционалната економија, економистите гледаат што се случило во минатите 2 квартали, и ако двата квартали се негативни, во негативен раст на економијата, во тој случај се прогласува рецесија. Така да ние имавме, дури сега Европска унија призна дека сме во рецесија. Пред неколку дена баш видов таа изјава. И исто така морам да напоменам уште неколку индикатори. Јас си спомнував, ако се сеќаваш на подкастот што го имавме со Никола, за инверзија на обврзниците. Тоа значи е јас би рекол најсилниот индикатор што постои во економијата, еден од најсилните, најдобрите индикатори за рецесија е инверзија на обврзници. Што значи тоа за тие што не знаат? Инверзија на обврзници значи кога значи прво сакав да се извинувам прво да објаснам за обврзници. Обврзници е кога некој државата бара пари, а за возврат вика, окей, дај ми сега ти мене пари, јас за возврат тебе ќе ти вратам тие твои пари што ти си ми ги дал со камата. И фактички тоа е обврзница. Значи за да го појасниме за луѓе што не знаат економија или не следат, значи тоа сакам да го појаснам. Сега, што е инверзија? Значи логично е кога даваме ние позајмица за подолг рок, логично е да биде со повисока каматна ставка. Затоа што нормално не знаеме ние како ќе се однесува економијата пример за 10 години. Но меѓутоа можеме од прилика да предвидиме за 1 година како би се движела економијата. Така да логично е обврзницата што е од 10 години, од 5 години, дури има 15 од 20 години, значи тие подолги обврзници логично е да бидат со повисока каматна ставка. Но кога имаме инверзија на обврзници, во тој случај обврзниците што се за пократок рок се со повисока каматна ставка од тие што се за подолг рок. Значи, тоа ми беше мене најсилниот индикатор. Тоа почна да се случува, ако се сеќавам добро, уште пред 7 месеци, првата инверзија на обврзниците. Јас обично ги следам индикаторите најчесто на САД, на Америка, затоа што таа е дефинитивно најсилна економија, има најголем буџет дефинитивно од преку 23 трилиони годишен буџет, така да и исто така најголемиот дел од сите акции во цел свет, значи се токму во Њујоршката берза и во Насдак. Сега кога зборуваме за инверзијата, пример во моментов, еве сега пред мене ги гледам баш индикаторите, оли, за еден месец обврзница во Америка моментално даваат 5,2%. Значи тоа се рачуна како годишна каматна ставка за еден месец. А додека за 10 годишна обврзница нуда 3,7%. Така да тоа е најсилниот индикатор, ние ќе покажеме и овде на видеото за да видат. Така да, значи, тоа е инверзија и тоа е исто така би рекол еден од најсилните индикатори дефинитивно. Исто така може да биде индикатор за рецесија, може да биде како потрошувачите се однесуваат, значи индексот на потрошувачка. Гледаме дека индексот на потрошувачка паѓа. И исто така да видиме како оди задлжувањето. Односно, дали банките дават повеќе заеми. Гледаме дека во последниот период, зборувам за светската економија, помалку се даваат заеми, него што беше пред рецесијата. Така да ја бев убеден дека ние сме во рецесија и јас пак се уште стојам на тоа, ние веќе сме одамна во рецесија и очекувам сега рецесијата уште да биде полоша, да се влошува. Веќе имаме доста извештаи од посилните економии од Америка, од Велика Британија и Јапонија. Луѓето веќе се задолжуваат со кредитни картички за основни потреби. Исто тоа е многу добар и силен индикатор за рецесија. И нормално тоа што на почеток го спомнав, значи кога се креваат каматни стапки на централните банки,
нормално е дека ќе има помалк, со тоа се намалува приливот на пари во општеството. И со тоа значи дека се успорува економијата, тоа се знае дека одиме во рецесија. Сега, последното што го очекувам, значи тоа оди како бранови одредени работи во економијата, и сега следно што очекувам е пад на недвижностите. Значи тоа ќе се случи дефинитивно, веќе има први индикации дека маркетот за недвижности веќе во одредени места почнува да крашира, да паѓаат цените драстично, дури и за 10%. Лично како од 2008 што се случуваше. Да. Да, затоа што тоа мора да се случи многу едноставно. Кога некој ќе праша зошто е тоа така. Тоа е многу едноставно, затоа што замислете, сите луѓе, сите фирми работат врз основа на долг. Значи сите се задолжуваат за одредени работи да ги добијат, да ги купат, да ги имаат, така да, значи задолжувањето се намалува, со тоа што се намалува задолжувањето, дефинитивно, значи луѓето не може да си дозволат да купат нова куќа. Така да многу недвижности остануваат непродаени. Но, исто така, со качување на каматната ставка, веќе многу луѓе не можат да си ги исплатат своите долгови за своите куќи, станови, за недвижностите што веќе и купиле, тие не се во можност сега да ги исплаќаат. Јас познавам и лично луѓе што се во западниот свет, што веќе ги изгубиле своите домови затоа што едноставно не можат да плаќаат. Каматната ставка е многу поголема. Еве најпрост пример, да речеме, ако плаќал некој 1200 евра месечно за недвижности, што ги купил, дали е тоа стан, куќа, без разлика, тоа сега е 1800 може да биде. Така да тоа е една голема промена и така да многу луѓе има што се откажуваат и не можат едноставно да го исплаќаат. И плюс поради високата инфлација што преходно се случуваше, дури и се уште има, еве во Британија е 9%. Така да тие се тие индикатори за рецесијата. Така, супер, фала ти за исцрпниот одговор. Кога ќе спомниме економија, кон кај би се движил пазарот и така натаму, свативме дека врзниците се еден механизам како владата или државата да ги повлече парите кај неа, да ги повлече од самиот пазар. Сега, кога ќе се спомне економија, прва и најсилна економија е Америка, па кои се твоите предвидувања, што би се случувало во наредните година 2-3 и кога би излегле ние од оваа рецесија и какви гледишта имаш за америчката економија и какви за светската економија? Дали тоа би било исто или било на некакви разлики? Дали понабрзина би се опоравила Америка во споредба со целиот свет или се да тоа бидело паралелно и заедно? Да, најголемиот предизвик што Америка ќе го има во наредниот период е БРИКС валутата. Веќе гледаме сите, значи тоа веќе на големо почна се зборува во сите медиуми, дури во наши македонски гледам новински агенции, новински вебсајтови веќе објавува за тоа, пишуваат, така да тоа е голема закана за америчкиот долар, пошто сите знаеме дека америчкиот долар е светска резервна валута уште од времето на Бретон Вудс. Значи, негде горе-долу 80-ти години го има на пидестал на прво место најкористена валута и валута што се користи за меѓународни размени. Но во последниот период гледаме дека со ова биполаризација со Русија, Америка и Кина, Америка, значи со таа биполаризација, гледаме дека БРИКС дефинитивно се одлучени да си направат своја валута. Инаку имаше преходно муабети дека ќе биде јено, не знам, рубља. Јас тоа знаев дека тоа не е возможно, нема да биде ни јено, нема да биде ни рубља. Мора тие да направат своја заедничка валута, за да можат другите да бидат да сакаат да ја користат таа валута. И така да гледаме дека веќе еве сега и размена последно гледавме
во Саудиска Арабија со јен, но меѓутоа наскоро тие размени што ќе се случуваат меѓународни во тој блок и во држави што веќе има тенденција да одат во БРИКС, пошто БРИКС моментално се само овие Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна Афричка република, значи 5 држави, но меѓутоа гледаме дека има уште 15 држави, отприлика 15-17 држави веќе покажа аспирации да одат во БРИКС, вклучувајќи и држави од Јужна Америка, така да значи фактички од сите места на цел свет и една уште посилна биполаризација на светот, но меѓутоа економски гледано статусот на америчкиот долар е занишан, дека ќе за брзо време ќе го изгуби статусот на прва валута, не верувам, но меѓутоа за подолг рок има големи шанси дури и тоа да се случи. Али секако дека ќе има доста размени што нема да бидат во долари, што претходно се случувале во долари, особено со тие ОПЕК, што се конфедерација на држави, значи ОПЕК, за тие што не знаат, да објасниме, се тие што произведуваат нафта во светот. Така да нафтата е еден од најбитните енергенси, значи што е движи светската економија, се што движи, така да гасот, нафтата, најголемиот дел од тоа дефинитивно ќе биде во БРИКС валута. Е најавуваат, не знам кога официјално би излегла, но меѓутоа дефинитивно тоа е една непријатна ситуација за америчкиот долар и за америчката економија. Затоа што во една таква ситуација каде што помалку се користи доларот, работите што се за конзумирање за луѓето во Америка ќе станат поскапи. Животниот стандард за нив ќе стане поскап. Што значи дека исто така и конкурентноста на меѓународните пазари и трансакции исто така ќе се намалат и така да, значи дефинитивно ја чека многу тешки времења, освен ако не ја сменат својата надворешна политика за 180 степени и да тотално да се пренасочат на место да го како би кажал на македонски weaponize како беше? Да го користат доларот како оружје. Значи ако престанат да го користат доларот како оружје и да е смена таа политика за 180 степени, можеби тогаш би можеле да опстојат уште некој одреден период. Но меѓутоа дефинитивно на подолг рок америчката економија ќе биде дефинитивно во голем предизвик. Што се однесува општо генерално за цела економија, сметам дека рецесијата би траела најверојатно негде до првиот квартал од 2024 година. Тоа е моје предвидување врз основа на овие параметри што веќе ги зборував и јас ги анализирам, ги следам. Така да мислам дека можно е да излеземе од рецесијата веќе во вториот квартал, да бидеме излезени од оваа рецесија. Значи можно е, но меѓутоа се е можно, се е во игра. Значи никој не може со точност да каже, но меѓутоа прилика очекувам веќе од вториот, третиот квартал 2024 година да се опоравиме општо целата економија и да почнеме едноставно да напредуваме општо за сите. Така. Супер. Вака прие спомна и кажа дека и знаеме сите дека во претходниве неколку години веќе има пат на сите финансиски пазари. Акциите веќе константно паѓаат. Тука не може да се избегне крипто светот, бидејќи тој е најмал финансиски пазар, и тој е дел од таа економија. И веќе сега се случи поголем пат, тој е малце поактуелно последниве 2-3 дена. Според тебе на што се должи тој криптопад? И што мислиш, што би се случувало во наредниот период, конкретно во криптоиндустријата, односно во тој пазар? Да. Колку би помагнало излегувањето од рецесија на државите за, според тебе, до кога би паѓал криптосветот и кога би започнал наредниот булран? Да. Види, значи последниот пат се случи затоа што
Агенцијата за хартии од вредност, Security Exchange Commission во Америка, начело со Гери Генслер, тие одлучија дека да ги тужат најголемите централни менувачници Binance, Coinbase, претходно Bittrex, една од помалите менувачници, и основата за таа тужба беше дека наводно засега од листата што тие ги извадува на овие 3 тужби, извадија 67 криптовалути што тие ги сметат дека се нерегистрирани акции, на македонски кажано, или хартии од вредност. Нерегистрирани хартии од вредност, најубаво кажано. Securities на англиски тоа значи стоксе. Активно тоа беше ситуацијата зошто имаше сега еден мал пат што се случи. Тоа е исклучиво само поради тоа. И нормално дека инвеститорите сакаат да ги повлечат од централните менувачници, но исто така имавме институционални фирми што како што се Grayscale, што мораше пример Grayscale на своето конто да ги продаде сите Filecoin. Затоа што Filecoin исто така беше прогласен како нерегистрирана хартија од вредност, што е многу иронично. Едноставно тоа беше причината зашто имаше последен пат. Инаку што се однесува за цел криптопазар на полугро која би гледале, јас тоа и преходно го кажав, значи не можеме ние да очекуваме ништо конкретно сега во 2023 година. Ради две работи. Прво, рецесијата, никој не може да ја тргне тоа е битен елемент, значи никој не можеме ние да го игнорираме тој факт дека економиите се во рецесија, луѓето имаат се помалку пари, фирмите, веќе доста фирми на рекордно ниво почнуваат да затвораат, значи профитабилноста исто така на тие што уште работат, профитабилноста е намалена и така да во една таква ситуација луѓето и фирмите дефинитивно не се многу баш храбри да вложуваат, особено не во крипто средствата, во криптовалутите. Тоа е еден најбитен индикатор. И втор, исто така, многу битна причина зошто оти многу пати ме прашале зошто маркетот си стои. Знаеш, на англиски викаат sidewalk, значи зошто само во една линија стоиме, така. Значи 1 трилион, 1,1, 1,2, зборувам за цел пазар, нели? Тоа е многу едноставно зошто. Значи ради овие две работи. Првата што ја кажав рецесијата, а втората работа е нејаснотија во регулации. Значи, морат, за да можат, оти види, сега моментално ние тоа што гледаме во криптопазарот, тоа е пари на обични луѓе и на мали и средни предпријатија. Ние немаме големи играчи, институционални играчи, да ги наречам, значи како Grayscale, пример што спомнав, што вложуваат во крипто. Зошто? Оти нема јаснотија во регулациите на крипто. Значи, не може некој што води бизнис да вложува во одредено финансиско средство каде што има многу нејасноти. Значи, тоа не може никој да го прави. Тоа е голем ризик, затоа што тоа е цела компанија, цела фирма, значи, корпорација може да биде, без разлика. Така да, ние фактички пазарот го гледаме во едно ниво на движење, веќе полуброк, токму ради овие две причини. Значи, немаме голем прилив на средства. И затоа не можеме да видиме ние големи поместувања во пазарот. Али сепак би рекол дека од тоа што се случи лани, значи кога видовме биткоин негде 16.000 долари вредност, така да до оваа ситуација сега кај што сме, значи 25, 26, 27.000, мислам дека многу добро исплива криптопазарот. И што е најинтересно, пошто ги следам јас сите финансиски пазари, мислам дека криптопазарот покажа една константна, што е позитивна ситуација овде. И исто така, многу, особено биткоин, го задржа тоа ниво, каде што финансиски доста
средства остана на маркет капитализацијата. И така да, значи, тоа е добар индикатор во едни вакви ситуации, турбулентни ситуации, каде што економијата е во многу очајна ситуација, каде што имаме нејасни регулации и каде што имаме сега последно напади од Комисијата за хартија од вредност. Значи, така да мислам дека добро се држиме. Али на прашањето твое, кога би можеле да видиме? Се знае рецесијата која ќе заврши. Кога ќе заврши рецесијата, кога ќе почнат банките да инвестираат, кога банките ќе почнат да ставаат повеќе пари, централните банки да пуштаат повеќе пари во оптек, нормално е дека цела економија ќе се кренат и акциите, ќе се кренат и криптовалутите. Но исто така се надевам дека во догледно време, се надевам еве во Америка конкретно, затоа што мора да го пратиме америчкиот пазар, најсилната економија е секако. Така да, ако они донесат веќе наредната година имаме нови избори таму, ако дојдат републиканците, што јас верувам дека ќе дојде затоа што новие midterms, што се случија веќе тие републиканците победија и републиканците се повеќе пријателски настроени према криптото. И тие се свесни дека не можат да си дозволат една таква технологија и таков потенцијал на финансиски пазар да го тргнат од Америка. Така да, мислам дека ова ситуација што моментално има, мислам дека ќе се смени, али тоа дефинитивно би било веќе од крај на 2024 година, најверојатно после третиот или четвртиот квартал, каде што можеме да видиме на вистински bull run. До тогаш дека ќе има отскокнување, ќе има, да, но меѓутоа ќе има и падови. Но меѓутоа вистинскиот bull run можеме да го очекуваме дури крајот на 2024 година, а ова што го споменав и на последното интервју на 24 вести, исто така на Фокус интервјуто споменав, од 1 јануари 2025 година сите централни банки ќе имаат можност да чуваат криптовалути во своето портфолио до 2%. Значи, ако тоа не е булран, не знам што е. Така да, мислам дека во една таа ситуација со рецесијата која ќе заврши и кога централните банки веќе ќе почнат да вложуваат, а тука се вистинските пари, тука се најмногу пари, така да мислам дека 150.000 за биткоин е сосема реална бројка. Го земам како индикатор, како прва криптовалута. И ќе видиме секако рекорди за многу други криптовалути што имаат силни фундаменти, не за некои што се шпекулативни. Така да тоа е моето мислење тука. Супер, пред кажа интересна забелешка околу биткоин. Баш сега се осети алтовите премногу алткоините падна, а толку голем пат немаше кај биткоин, а и на толку да речем негативни вести, сепак тој ја задржува таа цена од 25.000 плюс. Самото тоа кажува колку е полека се креа свеста кај луѓето за биткоин, дека моментално јас мислам дека го сметаат, дури маса да го смета како побезбедна инвестиција отколку било која банка да ги чуваат парите. Самото тоа кажуваат колкав е потенцијалот и колкава моќ има биткоинот. Сега пре кажа дека една од битните работи зашто падна крипто пазарот е заради тужењето од страна на СЕЦ. Комисијата од хартија од вредност СЕЦ и Гери Генслер утврди дека криптовалутите се хартија од вредност или вид акции, а ние знаеме дека не може сите да се класифицираат на едно место, бидејќи криптовалутите имаат повеќе класи, имаат повеќе намена. Имаме криптовалути кои што ни се стейблкоини, имаме кои што служат за пренос на од една друга точка, имаме значи криптовалути кои што ни служат за гласање на некои организации и така натаму. Според тебе, дали е добро тоа што и класифициране на нешто или на каков начин, кои би биле најдобри регулативи или под кои категории би требало некако да се направат регулативите? Да. Одлично прашање, Оли, и јас пишував на Токен Падок за тоа. Пишував и објаснив
која е таа погрешна појдовна точка на СЕЦ, на хартијата, на Комисијата за хартија од вредност во Америка и на Гери Генслер. Значи, појдовната точка е многу погрешна затоа што не можеме ние да ги класифицираме криптовалутите во класификација на другите финансиски средства. Значи, тоа не е возможно. Затоа што тие самите по себе се различна класификација. Јас за ова сега, баш сега што зборуваме, јас тоа го имав пишано во мојата книга Фундаменти на криптоиндустријата. И јас таму ги објаснив на првиот дел од книгата, првиот модул во книгата, ги објаснив сите финансиски пазари и објаснив дека криптовалутите представуваат нова класа на финансиски средства. Значи, тие се финансиски средства, како што се акциите, значи сите тие спаѓаат во една класификација. Обврзници, акции, комодитети и криптовалути. Значи, ова е нов пазар. Не можеме ние да иставаме ни ваму, ни таму. Значи, не можеме. Тоа не е возможно, затоа што овие што ги знаеме преходни финансиски средства има традиција уште од пред 100 години, некои повеќе. Така да, ова технологија е од 2009. Значи, нема ни 15 години. Значи, гледано, толку е 15 години, 15 горе-долу, плюс-минус, тоа е тоа. Од 2008 излезе white paper, од 2009 прв пат почна се тргува биткоин. Така да, значи, мора нова сет рамка на закони, нова сет рамка на регулации и да се стави во друга класификација. Значи, тоа е најправилниот метод. Сега, моментално има неколку држави што има добри регулации, има некои што ги ставиле во сосема посебно од овие што се традиционални финансиски средства, финансиски пазари, ги имаат ставено посебно на различен начин, но меѓутоа има доста од нив што, например, не ги класифицирале, но меѓутоа дале одредени можности да може да се листуваат на централни менувачници, да може да се тргуваат. Пример, ние имаме добар пример за Европска унија. Имаме таму Агенција за регулација на криптовалути, МИКА скратено се пишува, Market Crypto Assets. Значи, скратено тоа би дошло. И така да, значи, тие имаат добра рамка на регулативи и веќе имаат тие ставено одредени работи да се знаат кои се, каде се, да има некоја јаснотија за да можат инвеститорите самите да комотно да влезат, да знаат дека нивните пари се безбедни, затоа што мора да има регулација, нели, како што правиме муаве. Проблемот кај СЕЦ е нивниот пристап е сосема различен. Значи, тие се базираат на некои закони што се од пред 100 години, од 1920. Значи, не можеш ти да ставаш ти одредени регулации на технологија што е 15 години.